Добро утро, секое утро. Ве поздравуваме, како што спомена и ти, од општина Киселавода, каде што токму од вечерва започнува културното лето, каде што навистина со богата програма и под мотото 68 години бескрајна приказна која што продолжува и понатаму. Општина Киселавода го започнува културното лето, но и ќе го одбележат нивниот роден ден и идниот четврток. За сите детали за богатата културно-забавна програма која што ќе имаат можност жителите на оваа општина да ја слушнат и да ја видат и да уживаат во истата. Ова утро разговараме со првиот човек на општината, градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Градоначалник, направо ќе посакам добро и убаво утро. Добро утро, благодарам на вашата покана и интересот за овој настан и поздрав до вашите гледачи. Градоначалник, како што споменав, од вечерва започнува културното лето, кое што стана веќе и традиција во општината Киселавода. Со што ќе започне вечерва културното лето? Па добро, како и минатата година и оваа година ја променивме праксата во Киселавода, односно културното лето во општината го поврзавме со денот на општината, односно роден денот, кој што по 68 пат го славиме оваа година. Како што и вие најавивте, имаме богата музичка програма, 4 концертни вечери, каде што имаме опфатено за и содржини за сите наши сограѓани, буквално за сите старосни граници на нашите сограѓани. Имаме забава од за најмладите па до највозрастните во Киселавода. Вечерва почнуваме со диџеј Мац настапот и Два Бона група од Драчево. Утре оној народен дел кој што традиционално се одвива на Три круши во Драчево, на кој што ќе настапат првенствено нашиот бренд добро познат од овие простори, тоа е културно-уметничкото друштво Китка, подоцна Емилија Кузмановски со неговите хитови, па Сузана Спасовска. Задутре имаме настан на кој што, така посериозен настан на кој што ќе настапи од попознатите балкански звезди. Претходно имаме настап на Жаре Бербер и неговиот бенд, кој што исто така се локалци од овде од Киселавода, па подоцна ни е Петар Грашо, па продолжуваме неколку дена со, како и минатата година, практика каде што објавуваме почеток на некој капитален проект или завршување на некој од капиталните проекти кои што се спроведуваат на територија на општина Киселавода, што според мене е најдобар начин да оддадете почит за општината и да го представите роденденот со нешто како капитален проект од почнување или завршување на истиот, па целата таа манифестација завршува на 29-ти, кога имаме нели од савајлето во раните утрински часови свечена седница, подоцна имаме забава за најмладите, подоцна имаме традиционална коријада на пензионерите од хуманитарен карактер, која што и минатата година се спроведуваше овде во Киселавода. Подоцна имаме битка на бендови, каде што настапуваат млади бендови од територија на општина Киселавода најчесто, за кои што за најдобрите овозможуваме спот правење на едно од нивните песни, но и концерт организираме како општина. И подоцна во вечерните часови завршува настанот со диџеј Мац и Нокаут како една од најпознатите македонски групи, така да, како што споменав на самиот почеток, имаме богата содржина, опфатеност, гледавме заедно со нашиот тим за културата да имаме за буквално програма за сите наши категории на граѓаните, ќе биде доста интересно и еве оваа прилика ја користам да ги поканам сите мои сограѓани овде од Киселавода, овие забави ги правиме токму за нив и овие концерти и настани. Да присуствуваат ги поканувам сите со нивните семејства. Дополнително ги отворен пристапот и за сите наши сограѓани од Скопје, но и ширум Македонија. Да, верувам дека ќе ве посетат нели жителите и граѓаните секако и од останатите општини во главниот град, па и од другите градови. Споминавте дека во периодот пред роденденот, тие неколку денови ќе ги промовирате и поголемите инфраструктурни капитални проекти. Со што ќе започнете? Па не би откривал. Имаме 7 или 8 проекти кои што ќе ги отпочнеме или ќе ги завршуваме во тој период, односно во таа наредна недела. Тоа се капитални проекти кои што 30 на години назад ги чекаа нашите сограѓани, со добра работа и добро менаџирање изминатиот период сработевме како тим за да можеме сега да ги реализираме и да решиме на некој начин едни долготрајни проблеми што се провлекувале со години наназад да останат зад нас.
кој е главниот или најголемиот проект на кој што ќе се насочите ова работно лето? Па имаме повеќе. Акцентот како и цел изминат период, повторно на прво место, еден од трите столба кај мене е претшколската возраст, инвестициите во градинките и секако во основното образование. Тука не изоставуваат деловите поврзано со инвестиции во спортската инфраструктура. На Кисела вода и недостига многу долги години назад парковски содржини. Знаете дека во моментов работиме на две такви сериозни позиции. Едната е овде во 11 октомври Бараки, другата е во Драчево, каде што диви депони по примерот на останатите паркови кои што ги средувавме изминатиот период, измината година и половина од која сум градоначалник во општината, ги претвараме во едни преубави парковски содржини. Многу сериозно, многу инвестираме во подземната инфраструктура. Мојата тенденција е да нема ниту едно населено место каде што ќе има недостаток на вода за пиење и фекална канализација, и секако во патната инфраструктура, каде што по 30 на 40, 50 години во одредени населби, како Пржино Црниче, каде што завршивме изминатиот период со асфалтирање 11 октомври Бараки, сега асфалтираме во Драчево, не беа патнати улиците по 30, 40 и 50 години и мислам дека во тоа ќе останеме фокусирани во наредниот период. А јас ви посакувам да имате навистина уште успешна работа за време на летото и понатаму, да имате успешно културно лето во кое што верувам дека и како ќе уживаат сите посетители и секако уште сега нека ви е честит роденденот. Ви благодарам и сите сте добре дојдени од денеска па во наредниот период нашите настани. Да, можете уште од вечерва токму тука да уживате во богата културна и музичка програма. Сцената се наоѓа пред салата Расадник. Дојдете, забавувајте се. Навистина програмата е буквално за сите, од најмалите до повозрастните, па и до највозрастните, така што ќе имате можност во овие 3 дена, па и идниот четврток, кога ќе биде прославата за 68-миот роден ден на Кисела вода, да уживате во една прекрасна забава со вашето семејство и со вашите пријатели.